Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Централна Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во вечерашната емисија ќе треба да одговориме на 3 клучни тези, почитувани гледачи. Како прво, дали после победата на Обама и неговиот втор мандат на претседателските избори во Америка веќе станало јасно дека во наредните 4 години американците повторно ќе бидат на страна или на дистанца од тоа решавање на македонско-грчкиот проблем со името. Како второ имаме интервју со главниот советник на рускиот министар за надворешни работи господинот Лавров, кој проценува дека проектот БРИК, односно Русија, Кина, Индија, Бразил и Јужна Африка, на кој толку се крсти, во кој толку инвестира македонската влада, де факто е само еден класичен маркетиншки производ кој нема некоја поголема економска или политичка специфична тежина. И како трето, како ќе биде решена таа сиријска криза и дали на крајот на таа арапска пролет ќе можеме да гледаме одреден внатре муслимански конфликт за разрешување или за етаблирање на одредени муслимански или арапски позиции во рамки на тој свет богат со нафта. Пред 2 дена на изборите во Соединетите американски држави по втор пат мандатот го добива господинот Барак Обама и тука се поставува клучното прашање: дали во наредните 4 години ќе можеме да следиме одредено редефинирање на американските позиции во однос на Македонија и во однос на Балканот? Во последните 4 години македонско-американскиот односи веројатно се на најниската политичка точка во последните 20 години. Господине Пендаровски, честитки, победи левицата во Америка. Мислите дека е тоа добар знак и за европскиот континент? Па не можете малку да се израдувате после 6 години во опозиција, барем на некоја место победи левицата и се не може да кажете дека левицата е во светска криза, еве победи во најсилната земја во светот и тоа втор пат. Продолжува на власт да останува, продолжува, значи не е ново тоа, тој податок не е нов за Америка, што 4 години беше на власт. Такви какви се американците во последните 20 години, единствени има сила со ова банда која тука функционира, владе или на некој начин работи и политички делови на Балканот да произведат одредени договори кои на крајот ќе мора да бидат почитувани. Во последните 20 години имаше барем 50 или 100 обиди на Европската унија или тогашната Европска економска заедница да реши одредени балкански проблеми и во тоа немаше никаков успех. Затоа се поставува клучното прашање: дали американците после вториот мандат на Обама повторно ќе држат Европа, Балканот и посебно Македонија на маргините на својата надворешна политика, како тоа ќе се рефлектира во однос на тоа решавање на македонско-грчкото прашање, дали косовското прашање ќе биде ставено како брзо прашање кое треба да биде решавано и дали е можно повторно на Балканот да биде направен нов Дејтон кој ќе треба да ги затвори сите сега отворени балкански прашања. Што можеме да очекуваме? Дали се можни одредени персонални решенја сега во врвот на американската политика кои би може да бидат од корист на Македонија? Например, пред 4 години еден од можните кандидати, ако не за државен секретар, тога за заменик државен секретар беше Кристофер Хил, значи човекот кој беше амбасадор во Македонија, веројатно еден од најмокните амбасадори кои били испратени некогаш од американците во овој регион. Денес, дали постојат шанси Филип Рикер да добие некоја повисока функција во американската администрација? Може да добие повисока функција, може би и првиот човек што го споменавте ќе оди повисоко. Меѓутоа, мојата теза е дека ние пропуштивме да поентираме во политичка смисла изминативе 4 години со една друга личност која исто така имаше конекција со Македонија. Хилари Клинтон. Невозможно е државниот секретар на Америка да посети 112 држави во својот мандат, а 4 пати да го посетува овој регион и ниеднаш да не биде тука. А како сопруга на американскиот претседател доаѓаше и во Скопје и во Стенковец. Значи ние тоа го пропуштивме. Ние моравме да направиме контакт со таа жена, бидејќи имаше и емоционална конекција со регионот, не само со Македонија. Интересна е таа средба на 23 август, посебно интересно објаснувањето на Бранко Царенковски после средбата со Филип Рикер, 23 август оваа година, мислам дека многу малку анализирана од македонската јавност, значи е објаснува на новинарски прашања таа средба, вели нели разговарале за билатерални, за вакви, за онакви односи, но има една реченица која за мене е поприлично индикативна, која вели дека разговарале во еден дел на разговорот околу некои процеси што се случуваат во регионот, а кои без сомнение треба да ги имаме во предвид проектирајќи ги нашите политики во наредниот период. Значи ова изјава на Царенковски за одредени процеси во регионот кои македонските партии треба да ги вклучат или да ги предвидат или да ги инкорпорират во своите политики. На кои процеси во регионот смета Царенковски? Тоа се 2 клучни процеси име кој не е регионален, нели е наш внатрешен, и тоа е Косово. И Косово, да. Што може да биде разговарано? Македонија влегува во било која безбедносна, политичка, стратешка калкулација и во американската надворешна политика и овде, било кој ќе прави калкулација за Балканот, како да се дозатворат преостанативе прашања и проблеми на Балканот, влегува во таа равенка. Тоа е Косово, мислите? Да, да.
Значи, ако разговарале за прашањето помалку е името на отколку што е Косово. Името како за себе. Името е важно да го премостите за да влезете во интеграциите и да бидете малку побезбеден при евентуалното доработување на косовскиот комплекс. Мислите дека прашање на сите прашања во регионот е Косово? Да. Хилари Клинтон пред 10 дена дојде во регионална турнеја. Вие спомнавте пред 2 минути Хилари Клинтон. По трет или по четврти пат не доаѓа во Македонија. И тоа е сигнал. Кој една таква голема сила ќе ви прати таков сигнал, вие тој сигнал морате да го анализирате и да преземите одредени мерки. Посебно ако се сеќаваме на она февруарска, мартовска средба ланската година кога Хилари Клинтон и Џо Бајден се сретна со премиерот. Мојата теза е дека од таа средба наваму македонско-американските билатерални односи одат надолу. И ја тврдам дека во овој момент Македонија и САД немале никогаш полоша билатерала од официјалното воспоставување на дипломатски односи. Дали тоа значи, Пендаровски, дека американците не се до крај вклучени или не се вклучени толку колку што треба во овој пакет на сегашни разговори околу името кои се водат за завесата и дека тоа де факто е европски проект? И тоа се извинувам, помалку ми личи на тоа што беше во Босна од 92 до 94 година, кога Европската унија или тогашната Европска економска заедница вежбаше демократија на Босна, направија безмалку 300 проекти од Вен Совенов, Столтенберг и така натаму и така натаму, и сите тие пропаднаат дека не се вклучи американците. Сите преостанати проблеми на Балканот се во скутот на Европската унија денес. Америка е сега позади, бидејќи има други интереси во светот. Во 90-тите Америка водеше во тие процеси. Европската унија одеше позади. Денеска Европската унија води, за жал Европската унија заради самиот композит на таа организација ја нема моќта, ја нема стратегијата, ја нема силата да ги убеди луѓево и да ги реши проблемите. Значи Европската унија има 27 земји членки и нужно дека таму има несогласување меѓу неколку тие главни полови на власт. Мој впечаток е дека за Македонија ќе биде полошо ако целиот комплекс на името, проблемот околу името, го стави комплетно во скутот на Европската унија. Ќе биде полошо. Бидејќи Европската унија по дефиниција е поблиска до Грција и принципот на солидарност е еден која важи во рамки на ЕУ, сосема друг принципот на солидарност меѓу Грција и Америка. Но ние гледаме дека американците не сакаат да се вклучат или не сакаат да се вклучат доволно силно во тој процес за името. Тие сигнали кои не ги праќа Хилари Клинтон не можеме да ги пренебрегнеме, како прво, и второ, сваќаме дека клучниот европски проблем за американците, на кој тие се спремни да го посветат целото свое влијание и енергија, е косовското прашање. Само косовското прашање да се дозатвори без да се нарушува интегритетот на Косово. Значи без двоење на северот. Ако дојде и тоа на дневен ред, американците ќе ги видите повторно на терен и ќе прават тоа што ќе прават. Меѓутоа, Европската унија нема да има сила воопшто да го дели Косово ако до тоа дојде. Тогаш Америка би се вратила назад на Балкан. Илете Пендеровски, например, на средбата во Белград, Хилари Клинтон инсистира на заедничка средба со Тома Николич и со премиерот Дачич, не во одвоени средби како што досега била, да речеме, практиката на американската дипломатија, да се среќа, не знам, со Тадич, па подоцна се среќава, не знам, со премиерот Цветковиќ, или во минатите времења со некои други тандеми на председател и премиер во српската политика, сега инсистира на заедничка средба. Кога ги читам изјавите и на Дачич, кој се изглупира со тоа поделба на Северно Косово, па подоцна атерираше со одредени некои флоскули за тиролски модел и така натаму, и кога ги читам изјавите и на Вучич и на Тома Николич, ние сваќаме дека Србија безмалку ја подгрева атмосферата за решавање на тоа косовско прашање. Дури и Николич има изјава, знаете, ние ќе губиме од решавањето на косовското прашање, но клучната наша позиција е да изгубиме колку може помалку во тој процес. Сакам една друга димензија од овој комплекс што го спомнуваш да ја кажам. Забележувате на последните средби во Белград, американската дипломатија работи со српската влада во целина. Меѓутоа, клучните меѓународни фактори, Брисел и Вашингтон, не работат со македонската влада во целина. Клучните контакти и во однос на името и во однос на евентуалниот датум за преговори го работи ДУИ, не го работи ВМРО. Тоа е друг политички сигнал дека американската администрација и клучните европски играчи не играат на најголемата партија во македонската влада, туку се обидуваат да најдат пофлексибилен, поконструктивен соговорник во другата политичка партија. Да одиме чекор понатаму. За прв пат во македонската политичка историја последните 20 години се случува во неколку наврати во исти ден на одделни средби со Филе или со некој од еврокомесарите да биде и министерот за надворешни работи Поповски и вице-премиерката Теодорифи. Обично практика е кога ќе се оди во такви билатерални посети на Брисел да има една заедничка средба со вице-премиерката или со министерот за надворешни работи. Последните 2 или 3 наврати тука се реализирани 2 одвоени средби, една со Поповски, една со Теодорифи. И тоа веројатно може да се сваќа како одреден сигнал кој потврдува ваша теза. Знаете зошто е лошо? Во Македонија клучните работи или ќе ги решаваме заеднички,
Значи со внатрешен консензус, па потоа ќе одиме надвор, или ако се оди на таа варијанта, ќе играме со овие, затоа што овие другите се тврди, или нефлексибилни, или не знам какви, или недемократи, во тој случај вие нема на крајот да добиете државно решение. Решение добро за државата. Можеби ќе добиете решение добро за поединец, за партија, можеби за некој етникум. Нема да добиете решение добро за сите ние што живееме овде. Тоа го прави и Грција, да бидеме искрени. Тие се многу пофлексибилни во тие контакти со Теута Рифи и со албанскиот партнер во власта, отколку што со македонскиот дел на власта. Да бидеме реални. Грците тоа се обидуваат и го прават. И тоа го прават од дораба која ни немаме. Во Скопје тоа не сме да се дозволува. Не може само со една партија или со една личност во владата да контактирате, а премиерот да не влезе у таа варијанта. Или со вас, или со никого. Ние го дозволуваме тој пристап. Тоа не е со сила земен некој од Скопје и однесен во Атина и обратно. Дали тоа значи дека и понатаму албанскиот фактор и во Македонија и на Балканот е клучниот фактор на кој американците ги темалат своите стратешки позиции во регионот? Ефтов, мојата теза е, не верувам во конспирациите според која Америка ќе ја растури Македонија и регионот преку албанскиот фактор. Не мора да веруваме во конспирација, ние само анализираме дека албанскиот фактор и понатаму е доминантен во рамки на американската политика. Мојата анализа е, сакам да го кажам отворено пред целата јавност, дека тие немаат намера да ја растураат Македонија, ако сакаат ќе ја растураа многу пати претходно преку албанскиот фактор тука. Се плашам дека нивната проценка е, оти албанскиот фактор е повеќе за евроатлантската заедница на народите, отколку што е етничкиот македонски фактор во моментов. Има две држави, има две прашања кои се клучни за нас, кои анализираме американската политика. Како прво, каков ќе биде односот на американската политика кон албанското прашање и како второ, што е исклучително важно, какви ќе бидат односите помеѓу Атина и Вашингтон. Некаде пред 2 или пред 3 века, кога треба да биде формирана американската држава, тогаш една од опциите, официјален јазик во таа нова формирана американска држава да биде грчкиот или старогрчкиот јазик. Тоа покажува колку се блиски, колку се влијателни тие грчки односи врз американската политика. До пред неколку години Грција важеше за најголем сојузник на американците, не само на Балканот, туку и во цела Европа. Во последните години тие односи се на некој начин нарушени и сега е клучното прашање како ќе бидат после ова победа на Обама во наредните 4 години регулирани тие односи помеѓу Грција и Соединетите американски држави. Што ќе прават американците? Значи, освен албанскиот фактор, тие секогаш го има грчкиот фактор во регионот, или грчкиот фактор во рамки на стомакот на Европската унија, или Грција како еден копнен носач на авиони преку кој американците секогаш ги инсталираат тие своји стратешки интереси на Блискиот Исток. Грција веќе подолг временски период, некаде од владата на Караманлис, не е миленичен на американците, па дури после падот на Караманлис, после она што се случи во Букурешт, имаше грчки министри за одбрана, па дури грчки политичари и кои се денес во власта, кои анализира дека тоа беше американски одговор на тоа што Караманлис го направи во Букурешт. Што американците ќе прават со Грција? Ќе продолжат да играат со Грција и понатаму, со тоа што не треба да заборавиме, во регионот неколку години наназад постои една силна проамериканска држава. Тоа е Бугарија. Бугарија влегува во балканската равенка, се повеќе и повеќе по оние информации што јас ги слушам, не само во Брисел и во Вашингтон, нивниот глас се слуша. Кога станува збор за регионот? Че ние од сите страни имаме држави кои повеќе или помалку, порано или денес, добро комуницираат со Америка. Само ние сме отпад. Само нас не нема. Некаде пред пола година или нешто повеќе од пола година имаше средба на Хилари Клинтон и Бојко Борисов во Вашингтон. После враќањето од Вашингтон, Бојко Борисов тргна многу фронтално против руските интереси во Бугарија. Дали тоа е во однос на проектот Белане, дали тоа во однос на одредени проекти за гасоводни или нафтоводни траси, дали тоа во однос на Лукойл и конфликтот кој го направи со Лукойл. Меѓутоа, на некој начин после таа Вашингтонска средба на Хилари Клинтон и Бојко Борисов тргна во фронтално намалување на руското енергетско, пред се енергетско влијание во овој дел на Европа. Денес Бојко Борисов е многу погласен од грците во однос на барањата кои ги испарачува до македонците и до македонска влада. Дури предпоставам дека тие барања се во некоја функција да се дисциплинира македонската влада, а не да се влезе во некој нов македонско и бугарски конфликт. Значи да останеме само на доменот на фактите и уште една држава да ја споменеме, ја споменавме во друг контекст. Има податоци јавно достапни кои тврдат дека сегашната владеачка коалиција во Белград, пред се мислам на напредната странка, има одлични контакти со некои битни германски фактори, влијателни фактори. Со години наназад. Значи, ако зборуваме за клучниот европски фактор, тоа е Германија, и за клучниот се уште светски фактор Америка, секој од балканските држави која не обкружува има добри конекции, има добри релации, има каде кому да крене телефон и да му каже нешто. Само ние во овој момент имаме телефон до нас, ама не го користиме. Не стигнавме се преориентираме, може и на роуминг треба да го ставиме телефонот. Или друг оператор да најдеме.
пред 5 години американците инвестира во тој концепт на Турција за обнова, дали економска, дали политичка, дали една културолошка обнова на Османлиската империја, која би се простирала некаде од Баку на исток до Сараево на запад. Во последните неколку години Турција влезе во процес на редефинирање на таа своја позиција како глобален светски играч, влезе во процесот на обнова на османлиската концепт и на Османлиската империја, меѓутоа во последните неколку месеци Турција влезе во перманентни конфликти со сите своји стари и поранешни сојузници. Затоа тука се поставува клучното прашање: дали американците и во наредниот мандат на Обама ќе инвестират во Турција како еден од големите регионални играчи или полека ќе ја пушта Турција низ вода, ќе го отвора тоа курдско прашање и на некој начин на крајот ќе ја клекне Турција на колена, бидејќи во еден временски период Турција влезе во еден филм дека може да биде посилни од папата. Што очекувате? Каков ќе биде односот на американците во однос на Турција? Имавме некаде пред 4 или пред 5 години одредено интервју кај што ги анализиравме оние проекти на американските служби во однос на светот до 2025 година. Тога за прв пат, ако не се лажам, во една телевизиска емисија во Македонија го анализиравме моделот на османлискиот концепт на турската држава. Во меѓувреме Турција безмалку си искара со сите своји соседи, сите своји стратешки сојузници до тогаш, дали тоа беше Египет, дали тоа беше Либија, дали тоа е Сирија и така натаму, но тој концепт на Турција останува. Дали по вас американците и понатаму ќе инвестираат во тој турски концепт, ќе гледаат благонаклоно на тој турски концепт и ќе реално Турција на Балканот на некој начин ја дисциплинира Грција, ја храбри Македонија, може да им направи одреден баланс во Србија до границите на Хрватска, влага во стомакот на Русија во тие постсоветски муслимански или туркменистански држави кои настанаа после распад на Советскиот сојуз. Дали американците и понатаму во вториот мандат на Обама ќе играат на Турција? Турција ќе остане важен фактор во американската надворешна политика, иако сега се случуваат контратрендови. Турската надворешна политика западна во проблеми заради тоа што им се случува во околината и сега тие го бараат американското присуство повеќе. Порано беа посамостојни, одеа малку и унилатерално во регионот. Направија тепачка во рамки на Обединетите нации, кај што обезбедувањето на Пајка од Израел до меѓутоа сега Турција има едно прилично непријатно окружување. Целиот арапски свет се пробуди, директна војна имаат на својата граница со Сирија. Сега тие ја бараат Америка да се врати малку назад. Значи мојата проценка е дека Америка и Турција ќе останат стратешки партнери. Пред се во делот на арапскиот свет, кај што турскиот модел, ваков каков што е, значи благ исламизам и неспорно демократска политика во останатиот дел ќе биде неопходен неколку клучни држави од арапската пролет да се пацифицираат, пред се Египет. Добро, господине Пендаровски, ако не останат стратешки партнери Турција, Америка, американците ќе им направат курдистанска држава на една петина од територијата на Турција. Тоа постои уште еден нов фактор кој влегува во целокупната така наречена турска или блискоисточна равенка, тоа е здравието на Ердоган. Човекот кој ја лепи целокупната турска политика и практично е символ на целокупната турска експанзија во изминативе 10 години, ако се точни информациите дека има здравствени проблеми кои можеби ќе му ја завршат политичката кариера побрзо, тогаш владеачката партија во Турција може да се распадне на 2 или 3 нови политички партии. Тоа ќе значи и нова турска политика, бидејќи ниту еден од неговите потенцијални наследници ја нема неговата харизма. Сега уште една нијанса би сакал да изанализираме. За разлика од Буш, кој во вториот свој мандат својата главна стратегија правеше како НАТО да го доближи до руските граници и посебно инвестираше во Украина и во Грузија. 2008 година на самитот во Букурешт, Украина и Грузија заедно со Македонија беа на некој начин стратешки партнери кои требаше да станат членки на НАТО, форсирани од американска страна. Тоа Обама не го правеше во текот на својот прв мандат и наместо да влезе во процес до доближување на НАТО до руските граници, тој влезе во процес на арапска пролет, кој требаше да биде на некој начин пандан на рушење на Берлинскиот зид во време на Буш постариот. Влезе и во сосема, они го викаат ресетирање на комплетните односи со Русија. Тие проценија, во Вашингтон проценија дека инсистирањето на Грузија и Украина е битно, да влезат, да станат членки на НАТО, ама многу побитно е да го имаш Путин до себе. Што Русија е неспорно потешка во стратешка смисла од овие две држави. И ги пушти и Украина и Грузија низ вода. Да, значи тие ги пуштија практично, се имаме и измена, пазите, на пример на последните избори во Грузија губи американскиот државјанин. Саакашвили, неговата партија ги изгуби изборите, тој е државјанин на Америка, на пасош на Америка. Прорускиот Јануковиќ победил со 38% на изборите во Украина, што до пред 2 или 3 години беше просто незамисливо. Значи убедлива најсилна политичка сила. Тие држави излегоа од радарот на Америка, Русија е тука и ќе остане, бидејќи Русија во моментов и као енергетска сила е неспорно побитна на меѓународно ниво од овие две државички, ја би ги рекол. Дури руската политика го преферираше Обама, токму сметајќи дека тој многу пофлексибилно гледа на доминантната позиција на американците
во светски рамки и смета дека Обама многу пофлексибилно може да прифати едно редефинирање на тој глобален хегемонизам на американците и полека да го дели со повеќе структури во светот. Да немаме можеби свет блоковски поделен на две суперсили, но да имаме свет кој би можел да пунктира на неколку лостови, ова на неколку гледање, столчини. оваа теза е присутна во сите држави кои претендираат да ја заменат Америка на првото место во светот. И во Кина, сите мислат дека да беше Ромни, ќе имаше повеќе конфронтирачка политика. Велат дека со Обама можете повеќе да разговарате за тоа светот да биде мултидимензионален или мултиполарен во вистинска смисла. Значи сите го сакаат Обама, од овие кои претендираат да го земат местото на Америка како глобален лидер. Дали во вториот мандат може да изненади Обама со нешто и ако изненади, дали тоа би можело да биде нова палестинска држава? Обама не може да го избутка тој проблем самостојно, се додека нема соодветен партнер и соговорник во Израел. Сите проценки се дека, сегашниот не знаеме што ќе биде со Нетањаху понатака, сите проценки се дека палестинска држава или една палестинска до комшија на друга израелска држава е работа за која Нетањаху не ни сака да мисли, а не да ја имплементира. Значи со оваа влада во Израел нема да видиме палестинска држава. Ако ја прифатиме тезата дека американците и понатаму ќе стојат на дистанца од балканските проблеми, со исклучок на можната поделба на Косово, тогаш можеме да очекуваме многу посилно и поактивно вклучување на американците и на американската политика во решавањето на балканските проблеми, дали тоа значи дека ако американците стојат настрана, нас не очекува еден многу долг, многу болен, многу килав процес на решавање на сите тие проблеми? Во време на демократите 95 година беше направен по мене најголемиот договор на Балканот во последните 20 години, тој Дејтонскиот мировен договор. И тој Дејтонски мировен договор не се однесува само на решавање на босанската криза, значи пред или под тој Дејтонски мировен договор беше и времената спогодба помеѓу Македонија и Грција, значи на еден глобален начин се решаваа сите отворени прашања на Балканот. Дали новата демократска администрација на американците може да влезат околу косовското прашање, кое е доминантно за нив, да решат и други некои отворени прашања во регионот Босна, проблемот не, значи, само во случај Косово да се дели на северот евентуално, што ќе биде за нас исто катастрофално лошо, меѓутоа само во случај на евентуална поделба на Косово ќе ја видиме Америка назад на Балканот. Во меѓувреме од хрватско-словеничкиот спор за границата, преку Босна дали е функционален, дали не е функционален. Македонско-грчкиот спор, македонско-бугарскиот евентуално. Значи, сите преостанати спорови на Балканот ќе се решаваат, ја мислам, прилично бавно и неефикасно, но со одговорните во Брисел, од страна на Европската унија. Америка нема да ја гледаме, затоа што Балканот е апсолутна политичка и стратешка маргина за Вашингтон. Значи ќе гледаме еден долг, болен, мачен процес, килав процес на решавање кој ќе трае на долги балканските години проблеми. и неверојатно скоро сигурно нема да видиме чисти, убави, добри решења. Ќе гледаме полобични решења. Фјодор Луканов е човек кој има голема специфична тежина во рамките на Москва и на московските политички номенклатури и важи за човек кој има едно огромно влијание врз креирањето на руската надвршна политика. Тој е главен уредник на рускиот часопис специјализиран за меѓународна политика Russia and Global Affairs и де факто влијањето на тој часопис се мери со влијањето кој Мон Дипломатик го има врз креирањето на француската надвршна политика. Дотолку повеќе што Луканов е близок или еден од најблиските пријатели и сојузници на рускиот министар за надвршни работи господинот Лавров и врз база на тоа сојузништво и пријателство господинот Лавров е член на управниот одбор на овој часопис. Sergei Lavrov is member of our editorial board. In this regard, he can advise, and we can ask him for advice. But it does not mean that we reflect his views. Personally, I can say that I'm a big admirer of Sergei Lavrov as a professional. What he's doing is not always. I don't share all his views on foreign policy and political development, but I know that it's one of the best professionals in his branch worldwide. And the Russian foreign policy is basically very successful because of his skills.
Во интервјуто со господинот Луканов ние треба да одговориме на трите клучни прашања кои определуваат руската меѓународна политика во овој период или во време на владењето со Министерството за надворешни работи на господинот Лавров. Како прво, дали Русија треба да биде клучната земја на таа можна нова политичка групација која се нарекува Нова Евроазија, која треба да го има седиштето во Москва. Како второ, какво е руското влијание или дали Русија зад завесата стои зад формирањето на таа групација БРИК, која на некој начин треба да го искрши то доминантно глобално влијание на американците во светската политика. И како трето или како клучно, дали Русија денес има одредени амбиции повторно да биде една од двете клучни суперсили во светот? Russia is not Soviet Union. Russia will not become Soviet Union anymore. This is a closed chapter for Russian policy. Russia will never be superpower anymore in sense of Soviet superpower. And Russia is in the process of redefinition of its interests, spheres of interest. Кај нас во Македонија, посебно во делот на русофилите, е многу актуелното тоа прашање за БРИК или Индија, Кина, Русија, Јужна Африка и Бразил. И смета дека на тој начин всушност ќе биде поразена американската политика, ќе биде поразена западната политика. Дека еве сега за прв пат во историјата се формира еден таков силен сојуз кој би броил некаде повеќе од 2,5 милиарди на луѓе заедно со Индија, заедно со Русија, заедно со Кина, заедно со Бразил, со енормни богатства, со енормни девизни резерви, и дека тоа би требало да биде пандан, или треба да биде доминантна суперсила во наредните 50 или 100 години. Вие сте експерт по таа меѓународна политика и ме интересира какво е вашето гледање. Дали тоа е реален проект кој може да биде доминантен хегемон во наредните 100 години? BRIC or BRICS now is a very interesting paradox. It was invented as a marketing tool for Goldman Sachs. And since that, Goldman Sachs abandoned this idea because from economic point of view, BRICS or BRIC collapsed. Russia is not part of BRIC economically. This is a very practical thing for all countries there. China, Russia, India, Brazil, even Brazil, they love to play with this idea. I don't believe that this group can be institutionalized. But we will keep talking about that. And each next summit demonstrates that leadership for more imaginary reasons, but they want to keep it. So I think BRICS is nothing in practical terms, but in metaphysical terms, this is a symbol of change towards a less Western-centric world. Постојат три магистрални правци во водењето на руската меѓународна политика. Како прво, номенклатурата во Москва и руската политичка сцена сваќа дека веќе не може да бидат никогаш во својата историја голема суперсила. Тоа подразбира дека русите и американците веќе никогаш не може да ги редефинират или да ги водат или да ги етаблираат своите односи како односи на две големи суперсили, и поради тоа руската политичка сцена навиваше за победа на Обама на претседателските избори во Америка, бидејќи Обама им гарантираше дека најфлексибилно може да ја редефинира таа светска политичка сцена и повеќе да нема една доминантна американска хегемонизација на таа светска политичка сцена, односно Кина, Русија и некои од големите државички кои не се светски суперсили сепак да може да имат многу поголемо влијание на светската политичка сцена во споредба со одреден период до пред 1, 2 или 3 години кога американците беа доминантен играч на светската меѓународна политичка сцена. Како второ, денес Русија и Москва сакаат да оптимизираат својата позиција на светската политичка сцена. Русија располага со две исклучително добри, две исклучително лоши позиции на својата стратешка позиција во светски рамки. Како прво, таа и понатаму е многу силна воена сила во светски рамки, како второ располага со огромни богатства. Меѓутоа, двете слаби точки се тоа дека има премалку население и премал капацитет да држи под контрола целата таа огромна територија која се простира некаде од Москва до Пацификот на исток.
Тие две слаби точки на руската политика, тоа е премалку население и преголема територија, ја определуваат или ја детерминираат руската политика во рамки на меѓународната светска политика. Како прво, ако Русија инсистира на свое поголемо влијание на истокот, тогаш де факто рискира НАТО структурите дојдат до самата граница на Русија да бидат стационирани во Украина, некаде на 500 км од Москва. Од друга страна, ако инсистира на многу поблиско присуство во делот на западните сојузници, тоа се Германија, Италија и така натаму, тогаш рискира Кина да биде доминантна во делот на Централна Азија и на Далечниот Исток. За да може да најде одредено средно решение помеѓу тие две крајности, што да прави и каде да се движи руската меѓународна политика, Москва денес инсистира на формирање на одреден блок кој би бил наречен Евроазија, кој би се простирал некаде од Португалија и Холандија на запад, па се некаде до Пацификот и до Кина на исток, и де факто во центарот на тој блок или во центарот на таа територија која се нарекува Евроазија би требало да биде Русија и главен град на целата таа Евроазија би требало да биде Москва. И третиот елемент кој е исклучително важен, почитувани гледачи, губејќи ги своите позиции во рамки на арапскиот свет, денес Русија и руската политика сака да го заселат своето влијание врз еврејската држава и врз еврејското лоби. Постојано во историјата евреите или руските евреи имале многу битно влијание врз руската политичка сцена, посебно врз руската бизнис сцена, дали е тоа Абрамович, дали е Березовски, дали е Ходорковски, секогаш големите капитали во рамки на Русија се наоѓале во руските еврејски раце. Меѓутоа денес де факто Русија сака да има доминантна улога или да има големо влијание и врз еврејската заедница во самиот Израел. Тоа треба да го прави со огромниот број на руски евреи кои некаде после распадот на Советскиот сојуз се населуваат на израелска територија, тоа во последните 20 или 25 години, и преку нив Русија де факто да го компензира тоа свое губење на влијанието и улогата во арапскиот свет со засилување на својата улога во рамки на еврејската држава и на еврејското лоби. Тоа е на нова димензија на светската политика и ќе видиме како американците и русите ќе се снајдат во таа партија шах. Секогаш евреите имале битно влијание врз руската политика, врз рускиот бизнис. Денес првпат руските евреи се доминантни во Израел или се важни во Израел. Значи има тамо една линија која води кон Русија, една линија која води кон Америка. И денес е многу актуелно тоа прашање какво е влијанието на руските евреи или на евреите во Русија врз водењето на руската политика и рускиот бизнис. In general, Russian Jewish community used to be Western oriented. What is interesting now is that Russia is losing support in the Arab world, and Israel turns to be much more important ally in that area, first. And second, some part of Russian religion part of Jewish community, they actually side with the Russian Orthodox Church in its struggle against what they see the destruction of traditional values, because religious Jews are as conservative and traditionalist as religious Orthodox and Muslims. So this is an interesting trend, and this is important because Russian Orthodox Church is extremely active just in this area. Очигледно дека Путин сака да се поистоветува со личности од историјата. Тој би сакал да направи некоја мешавина, некоја нескафе малку да земи, не знам, или некоја руска салата, малку би земал од Петар Велики, малку би земал од Сталин, малку би земал од Ленин, малку би земал, не знам, од сите руски владетели. И прашањето е што Путин сака, дали сака да ја затвори Русија кон западните држави, дали сака да отвори кон источните или сака да биде на некој начин мостот помеѓу истокот и западот и како што самиот вели Москва да биде главен град на таа Евроазија. That's an interesting question because Putin loves to draw parallels just to Peter the Great. Of course, it's a very positive assessment of his hypothetical role in history. I'm not sure he will take this such a big place. But anyway, Putin by nature is extremely Western interested person, Europe interested person. And this is a strange paradox that he's seen everywhere as the most anti-Western leader in the world. But in fact, he is, from the beginning, he wanted to make Russia part of the developed and prosperous part of international community on his own terms. He disregards things like common values and ideologies.
He thinks it's just a bullshit, I'm sorry for this language. But he wanted to find common interests which will unite Russia, Europe, maybe even the United States, but at least Russia and Europe, to be a new entity, new conglomerate in the 21st century. So far he failed. And he continues to fail because he cannot find how to convince Europeans to change the pattern. Now it's even more complicated because Europe is in a terrible shape and it's absolutely unclear with whom to deal there. Политиката на Москва и влијанието на Русија врз светската политичка сцена денес се реализира преку моќта на Газпром и тоа што русите го правеа допред 10-20 години со помош на руските авиони или на руските денкови денес многу поефикасно го прават преку моќта и силата на Газпром. Постојат 3 региони или постојат 3 држави кои се исклучително важни за Русија. Тоа е територијата на Европа и двете стратешки држави или двата стратешки партнери, тоа е Германија и тоа е Италија, и овие гасоводни мрежи кои одат северниот ток кој треба да ја на некој начин заобиколи Украина и да ја донесе природен газ до територијата на Германија и овој јужен поток кој треба да го донеси природен газ до територијата на Италија се де факто двете клучни инвестиции на Русија во овој дел на Западна Европа. Втората држава која е многу важна тоа е Кина и тоа е најголемата руска инвестиција, тој далечно источен гасовод или далечно источна гасоводна мрежа, и третата област е Каспискиот регион, кај што де факто Русија сака да го спречи тоа доминантно влијание на Турција преку турското население кој живее во тие постсоветски републики во источен и западен Кавказ. Враќањето на Русија на голема врата после изборите во Грузија покажува дека Русија сака да ја реализира таа своја стратегија и да стави рака на тие огромни богатства кои се во стационирани во источен и во западен Кавказ. As for Asia, on the one hand, Putin understands very well that Asia is the most important part of world affairs in decades to come. He understands that Russia is extremely weak in Asia and that Russia should find ways how to strengthen positions there, which primarily means to work out new policy vis-a-vis China. But he doesn't know how to do it exactly. He distrusts China, and he is not a big friend of China. He respects China, but he is afraid of China. So, of course, he would love to see Russia as a huge Euro-Asian bridge, as he stated many times in his articles. But so far, no clear understanding how to do it, and psychologically, he's still keen to lean towards Europe rather towards Asia. Како би ги дефинирали односите помеѓу Кина и Русија? Ви поминавте еден пат многу трнлив, имавте пред 30-40 години војни на границата помеѓу Русија и помеѓу Кина. Ве врзуваше тоа што сте комунистички држави, врзува некои односи помеѓу Сталин и Мао Цетунг, меѓутоа во историјата сте имале разни амплитуди во тие односи. Како денес би ги дефинирале тие односи помеѓу Русија и Кина, посебно што Путин смета дека тој нафтовод помеѓу Русија и Кина треба да биде во наредните 20 години заедно со Сочи двете клучни руски инвестиции? Russia is in a situation which is completely different from what we had before. Russia should adapt itself to the situation when China is stronger. In history, Russia has always been senior partner, major partner. China, junior partner. We had periods of bitter confrontation like in 60s and 70s, but always Russia prevailed in all dimensions of power. Now it's different. Russia still prevails militarily, but in terms of economy and gradually in terms of political influence, China becomes more and more powerful than Russia. And this is a new situation which Russia should digest, so we don't have this experience. Тука правиме пауза, погледнете ги рекламите, се враќаме после рекламите да го прослееме финалето на нашата вечерашна емисија. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес.
способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Во последните 12 месеци топ тема на светската политичка сцена или во светските медиуми е Сирија. И тука се поставува клучното прашање: во што е тежината, во што е спецификата и во што е стратегиската важност на Сирија 12 месеци или повеќе од една година таа да биде светска топ тема и да може да ги издржи сите тие притисоци на меѓународната заедница да биде решен тој внатрешен конфликт во рамки на Сирија. За да имате одговор на така поставената дилема, почитувани гледачи, треба да видите какви се односите на Сирија со незините соседи и какво влијание Сирија може да генерира врз целиот регион на Блискиот Исток. Како прво, Сирија има исклучително влијание врз ситуацијата во Либан. Либан е некој начин поделена држава, тamo пола држава е муслиманска, пола држава е христијанска и секоја се смета дека главен фактор за стабилноста во Либан е Сирија. Како второ, Сирија граничи со Израел. Дел од територијата на Сирија е под окупација на Израел, тоа е Голанската висорамнина и во последните 40 или 50 години, 48, 67 година, 73 и 82 година имаме 4 сириски израелски војни кои де факто се еден од причините или клучовите за таа нестабилност на Блискиот Исток. Турција и Сирија имате една исклучително долга гранична линија. Во последните 2 или 3 години односите помеѓу Сирија и Турција никогаш не биле на пониско ниво. Турција и ден се сомнева дека сирискиот политички и финансиски фактор ги финансира и ги поддржува Работничката партија на Курдистан и армијата за ослободување на Ерменија и тоа се де факто 9 терористички групации кои имаат најголемо влијание врз политичката стабилност на турската држава. И како четврто, по мене најважно се тие односи помеѓу Иран и Сирија. Сирија важи за најблизок сојузник и најблизок стратешки партнер на иранската држава во светот, посебно во арамскиот свет, и де факто после 2007-2008 година перманентно се подобруваат тие односи помеѓу Техеран и помеѓу Дамаск. Некаде 2011 година Иран испраќа огромно количество на војска, на оружје, на помош за сириската влада во тој судари со бунтовниците кои сака да ја смена династијата на Башар ал-Асад од политичката сцена во Сирија и де факто Сирија и Иран имат потпишано едно стратешко сојузништво кое е насочено кон две држави, тоа е Америка и тоа е Израел. На најдобар можен начин тоа стратешко сојузништво помеѓу Сирија и Иран се гледа преку финансирање или политичкото поддржување на организацијата Хезболах, која функционира на територијата на Либан, меѓутоа која има своји ограници широм тие арапски земји или широм тој арапски свет. Де факто Сирија и Иран ги финансираат, политички ги поддржуваат, ги обучуваат се овие структури на Хезболах и тоа на најдобар можен начин се виде за време на војната 2008-2009 година во Либан, кога израелската армија де факто беше поразена од структурите на Хезболах. Кога имате вакви сознанија, кога имате ваква држава која може битно да влие врз сите своји соседи и која може битно да влие врз стабилноста на Блискиот Исток, тогаш веќе е многу јасно зашто сириското прашање е толку важно и зошто сириското прашање е предмет околу кој се кршат копјата помеѓу американците и помеѓу русите.
Господине Станиловски, вие важите за човек кој најдобро го позна тој арапски свет. Што денес де факто се случува во Сирија? Таа драма трае повеќе од 6, повеќе од 12 месеци, по некои проценки неколку стотина илјади луѓе се загинати на едната или на другата страна. По одредени агенциски вести се случуваат најразлични зверства во Дамас, во околината на Дамас. Што де факто денес се случува во Сирија? Денес де факто во Сирија се случува еден многу интересен процес на кој одговор ќе даде времето кое доаѓа. Денес, меѓутоа, е сигурно дека не станува веќе прашање за продолжеток на така наречената арапска пролет. Мислите дека во Сирија не станува збор за продолжување на арапската пролет? Не. Станува збор за нешто многу посериозно, посложено, покомплексно, затоа што во прашање се веќе судрени се интересите на двете суперсили. Русија полека ги губи своите стратешки позиции во арапскиот свет. Ја изгуби својата позиција или својата доминација во Либија, ја изгуби својата позиција или својата доминација во Ирак. Де факто денес Русија на некој начин не сака да изгуби својата доминација во Сирија и за тоа постојат барем неколку причини. Како прво, Сирија е главниот сојузник и стратешки партнер на Русија во рамки на арапскиот свет. Пристаништето Тартус е главното пристаниште на руските воени бази во територијата на Средоземното море. Тоа што де факто представува Крим и Кримската област за Русија во рамки на Црното море и преку таа Кримска област или преку таа руска црноморска флота која треба да го контролира делот на Црното море, да има влијание врз американските интереси во делот на Бугарија, на Романија, на Грузија, на Турција и така натаму, преку ова пристаниште кое се наоѓа на сириската обала на Медитеранот, Русија де факто сака да ја стационира својата најголема база во делот на Средоземјето и тоа ја прави таа сириска позиција за Русија од едно исклучително големо значење. И како второ, Сирија е еден од најголемите купувачи на руско оружје. Во последните 2 или 3 години има две сделки, едната со тежина од 9 милиарди, другата некаде околу 13 до 14 милиарди на американски долари. За тие пари сириската држава купува руско оружје, дали тоа стана збор за подморници, авиони и хеликоптери, меѓутоа стана збор за огромни сделки и тоа се прашање кој Русија никого не може да остава рамнодушна во однос на сириската криза. Не треба воопшто да се заборави покрај геостратешка значајна положба на Сирија, таму неодамна се откриени огромни резерви, не само во Средоземно море, туку и на копно на нафта и газ. А ако се има предвид дека Сирија е необично богата и со други рудни богатства, значи се води војна и од економски интерес. Впрочем, секогаш војните се воделе за тоа. Едно е меѓутоа сигурно. Овој пат војната во Сирија ќе мора да заврши, ако сака двете страни, не поурнекот како што завршуваше во другите земји, каде што се случуваше така наречената арапска пролет. Овде ќе мора режимот на Башир ал-Асад да преговара со помош на медиатори од меѓународната заедница, дали тоа ќе бидат русите, американците или најнормално е да бидат Обединетите нации, попадна преговори и разговори, затоа што покажа дека Башар и сирискиот режим е премногу голем залак дури за Соединетите американски држави, што се не се направи. Тие не интервенира директно, меѓутоа индиректно и како се испорачува оружје, огромни средства се даваат, храна, пари. Имаше пред пола година одредени информации дека дел од тие структури кои сака да го рушат Асад биле на тренинг или биле во тие тренинг кампови на Косово, се среќавале со косовските власти во Приштина, престојувале тука со посредство на американците, ги користеле планините на таа граница помеѓу Косово и Црна Гора, кои на некој начин биле слични на тие планини кои се во Сирија. Значи, биле тренирани за еден таков тип на војување, тоа никој не го демантираше, во косовските медиуми тие информации би објавени во дел од македонските, би објавени во американските, во српските, што значи дека таа една структура која стои за тој проект за рушење на Асад во Сирија е поприлично мокна, зад нив стојат американците, но тоа што вие го кажувате, веројатно губењето на позицијата на русите во Ирак пред 10 години со Садам Хусейн и сега во Либија со Гадафи и откривањето на нова нафта тука во Сирија покажува дека Сирија е значајно место за Русија. Не само Сирија, туку вие рековте губење на позициите. Голем знак прашалник е воопшто дали русите ги имаат изгубено позициите дури и во една Либија и во еден
Ирак. Прашање на време, трагедијата на човечкиот живот е таја што тоа е многу кус. Меѓутоа, гледајќи долгорочно, русите се немаат откажано од подрачјата кои некогаш беа под нивно влијание. Во последните 50 години Сирија и сириските власти имат направено два клучни обиди да биде формирана некаква поглобална арапска конфедерација. Во првиот случај тоа требаше да биде правено или јадрото на таа арапска конфедерација требаше да бидат Ирак и Сирија. Во вториот случај тоа требаше да бидат Египет и Сирија и на крајот и двата обиди беа пропаднати или беа прогласени како неуспешни. Де факто тој концепт на панарабизам или формирање на голема арапска држава која би броила некаде околу 300 милиони луѓе и која би имала силна контрола врз сите тие големи наоѓалишта на нафта и на природен газ на Блискиот Исток е концепт на кој почива функционирањето или функционирањето на сириската држава. 1970 година на власт во Сирија доаѓа тогашниот министер за одбрана господинот Хафас ел Асад, кој останал на власт некаде од 2000 година, тој е татко на денешниот сириски председател Башар ел Асад и де факто тој потекнува од истата партија Баас од која потекнува и Садам Хусейн. Де факто таа партија е на власт и во Ирак се до војната или до копнената интервенција на американците и соборувањето на Садам Хусейн, и таа партија е на власт и ден денес во Сирија. Представниците на алавитската групација, тоа е една малцинска исламистичка или муслиманска групација, денес е на власт во Сирија, тие се некое малцинство од 8 до 12% и фамилијата на Хафас ел Асад или на Башар ел Асад припаѓа на тоа малцинство и тие се власт. Проблемите на Сирија де факто потекнуваат од тоа дека таа малцинска групација владее со Сирија и се залага за одреден панарабизам, односно обединување на сите арапски држави во светот на арапски принципи, а не на муслимански принципи. И ако погледнете, почитувани гледачи, ќе видите дека Саудијска Арабија е државата која најмногу се залага за менување на власта во Сирија и носење на одредена сунитска гарнитура на политичари на власт во Сирија. Вие го познавате стариот Асад, Хафес ел Асад, кој на некој начин направи династија, направи, да речеме, Сирија едно од главните бастиони на Русија или на Советскиот сојуз во тој дел на светот. Го познавате овој Башар ел Асад. Станува збор за една мокна династија која до пред една година доста цврсто е држеше власта во Сирија во своји раце. Точно така. Асад, еден од највлијателните, најмокните и најреспектабилните лидери во арапскиот свет. И тоа не беше воопшто случајно, затоа што он, кога дојде на власт, престана тие, може би, во текот на годината неколку пати се менуваа сириските влади. Тој ја стабилизира ситуацијата и со влегувањето во движењето на неврзаните, Сирија стана еден респектабилен фактор не само во арапскиот свет, туку и пошироко. По смртта го наследи еден од неговите синови, Башар, кој што е школован човек на запад, кој што е паметен човек и кој што, како што да работиве, сигурно нема туку така лесно да ја препушти власта кои некои од надвор, а се знае кои се обидуваат да му ја доведат во прашање. И тука кажавте дека тоа не е продолжување на арапската пролет, меѓутоа кога човек го гледа сите тие процеси кои се случија како нус појава на таа арапска пролет, се гледа дека таа арапска пролет била најбрутална, или да речеме претходницата на арапската пролет била најбрутална токму во бастионите на Советскиот сојуз или на Русија. Тоа било во Либија, денес во Сирија, пред 10 години кога руша Садам Хусейн беше во Ирак. Трите бастиони на Русија или на Москва во арапскиот свет биле Либија, биле Сирија и бил Ирак. Де факто денес тие се под една перманентна контрола или на НАТО и на американските структури, или се во еден перманентен обид да бидат освоени од страна на овие структури. Дали Русија ги губи своите стратешки позиции во тој арапски свет денес? Не би рекол дека ги губи. Подобро може би е да се каже дека станува збор за прераспределба на интересните сфери меѓу тие две суперсили, не запоставувајќи ја воопшто тука и Кина, која од ден на ден се поголем колос е не само на економски, туку и на воено-политички план, за чии интереси мораат сметка да водат и Соединетите Американски држави и Советскиот сојуз, односно денешна Русија.
Некаде пред еден месец имаше една одлична анализа во Reuters која велеше дека ако пред 30 години вие направивте анкета помеѓу арапските држави како се чувствуваат граѓаните на тие држави, тие со гордост би ви одговориле дека се чувствуваат како арапи. И тоа беше оној период некаде 70-те, 80-те години кога тој панарабизам беше во полн залет и во полн процут. Денес после арапската пролет, ако направите анкети, вели таа анализа на Reuters во тие арапски држави, тогаш луѓето би ви одговориле дека првично се чувствуваат како муслимани. И на фонот на таа арапска пролет мене ми се чини, почитувани гледачи, дека е направена одредена рокада на улогите или одредена рокада на тезите или одредена рокада на позициите. И де факто денес концепцијата на тоа обединување тие арапски држави врз база на муслиманските структури или муслиманските капацитети, а не врз база на тие арапски капацитети. Тоа де факто на американците им одговара, бидејќи ако имаме одредено арапско обединување, тоа е територијално обединување и тоа ги става сите тие верски разлики на некој начин под тепих. Меѓутоа, ако имаме обединување на тие држави богати со природни богатства и со нафта врз база на одредени муслимански или исламистички принципи, тогаш нив ги прави кревки по две основи. Како прво, ја свртува целата меѓународна заедница против нив, бидејќи де факто тие на некој начин од страна на американската политика се представени како плашила или како финансиери на тој радикален ислам и како второ, де факто ги отвора сите тие разлики во рамки на муслиманскиот свет, помеѓу сунити, помеѓу шиити, помеѓу алавити и сите други верски групации. И ми се чини дека главната поента на таа арапска пролет е како тие држави на арапскиот свет да ги обедини на муслиманска, а не на арапска карта, бидејќи таа муслиманска карта е многу полесна за решавање на американците. Денес де факто муслиманите во Македонија и во регионот на некој начин навиваат за пораз на династијата на Асад. Јас тоа не можам да го дефинирам, не можам да го објаснам. Најдов во одредени информации дека тамо на власт е таа една алавитска династија на Асад, што е малку различно од сунитите, малку различно од шиитите, но де факто кога пред 2 или 3 недели беше во најава еден можен судир помеѓу Турција и Сирија, огромен дел од муслиманите во Македонија од регионот навива за Турција, навива тај Ердоган да го порази Асад. Зошто? Прво, малкумина во Македонија и пошироко знаат дека во сите арапски земји постои едно непишано правило: на власт се малцинските, би рекол, верски групации. Така е во Саудиска Арабија, така беше во Ирак, така е конкретно сега да не го шириме во Сирија, каде што алауитите, тоа е една мала групација произлезена од сунитите, која се наоѓа на власт. Веројатно така и долго ќе биде во сите арапски земји, со исклучок на Египет, каде што има две моќни групации, тоа се коптите кои се православни уште од времето на Александар Велики, па се до денес и претежно шиитско и сунитско население. Денес се постава клучното прашање, дали при евентуална понова или посилна ескалација на таа сиријска криза надвор од војниот конфликт може да останат Иран или може да останат државата Израел. Во текот на 80-те, текот на 90-те години, се уште кога на власт во Сирија Хафез ал-Асад, има неколку тајни преговори, неколку рунди на тајни преговори помеѓу Сирија и Израел да биде призната израелската држава страна на Сирија, а за возврат да ја биде вратена Голанската висоравнина. Тие договори никош не беа реализирани поради противењето на Иран, кој секогаш сметал дека Израел и американците се нивни најголеми непријатели на светската политичка сцена. Тоа стратешко сојузништво помеѓу Сирија и Иран ја натера Сирија да не ги потпише тие договори со Израел и да ги има перманентно влошено своите односи со Америка. И де факто кога денес букти таа сиријска криза, се поставува прашањето до каде може да стојат мирни Иран и Израел. Садам Хусеин, со кого ја имав привилегијата и лично да го познавам, не падна затоа што се спротистави на Америка. Да не заборавиме, тој беше стратешки партнер на Америка во војната против Иран. Тој падна поради својата стратегија, поради политиката на Баас партијата. Тоа се две крила во Сирија, едно крило од Баас партијата, а во Ирак друго крило. Сега е таму забрането, во Сирија постои. Таткото е христијанин, Мишел Афлаке. Таа партија се залага за панарабизам. И од тоа најмногу се плашат американците, од обединување на арапскиот свет. Ако се обединат арапите, преку 300 милиони, со моќта што ја имаат на економски план, со популацијата, со богатствата, тогаш нема што ниту Америка, ниту Русија, ниту Кина да бараат таму. Дури тој Гадафи го заговараше во една фаза од својата кариера. Точно, во таа така наречена негова зелена книга, и тој беше обединување на Египет, или како прва фаза на некоја арапско обединување. Да ве подсетам,
покојниот Насер, истата политика е водеше и по чудни околности замина од овој земски свет. Сите тие три држави кои на некој начин требаше да бидат нуклеус на тоа арапско обединување, на таков брутален начин беа соборени режимите, или во Сирија има оби да бидат на таков брутален начин соборен режимот, кој тоа веќе е случај во Ирак или во Либија, например. Да, точно така. Значи, најголемата опасност за големите сили, независно од која страна доаѓаат, ти нема разлика во поглед на нивните интереси, дали се од лева или од десна, тие сакаат да доминираат арапскиот панарабизам. Експоненти главни на тој панарабизам беше Садам, сега е Асад, беше Гадафи, може би утре е некој друг или трет. Значи, се плашат и едните и другите од обединување, од окрупнување. Обединувањето значи не во класична смисла на зборот, не во бришење на границите, туку во создавање на меѓуарапски сојузи. Веќе арапите започнаа, тоа малку овде се знае, постојат некои тела за економска меѓусебна соработка. Замислите, господин Васко, што би значило ако дојде до обединување на арапскиот свет? Со таа нафта. Точно. Доволно е само нафтата и гасот. Со тие природни богатства. Точно. Тука битката, тоа е клучот и одговорот на прашањето во оваа ваша емисија. Тука некаде крајот на нашата емисија, погледнете ги рекламите, ние се враќаме да одјавиме емисијата. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занет. Идали Нино! Биги Нино! Оди го танзај! За секои 3 рати, една Тојота гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центарот со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.